почитувани медиуми и колеги. На 6 мај минатата година го поднесовме предлог законот за изменување и дополнување на законот за туристичка дејност, кој беше ставен како точка на дневен ред на оваа 74-та седница, која заради стабилното и окрупнатото мнозинство имаше два неуспешни обиди за одржување, и тоа на 8 јуни и 28 декември. Значи, после 9 месеци конечно дојде денот да го образложиме предлог законот. Воедно сакам да потенцирам дека од страна на владата ни е доставено негативно мислење по однос на овој предлог закон, со кое владата, поточно заменик председателот на владата Фатмир Битики, со едно многу штуро и нецелосно образложение му предлага на собранието да не го донесе законот. Значи, мислењето до нас е доставено пред цели 9 месеци, а во него се наведува дека, цитирам, во тек е подготовка на законската измена која во целост треба да го регулира статусот на туристичките водичи и придружници во Република Македонија. Пред да образложам зошто велам штуро и нецелосно мислење, да го појаснам предлог законот. Предлог законот за измена и дополнување на законот за туристичка дејност го поднесовме водени од проблемите со кои се соочуваат инспекторите на терен и кои заради неусогласеноста на законот за туристичка дејност со законот за угостителска дејност не можат да постапуваат во целост. Проблемот од пракса покажува дека иако одредбите од законот имаат за цел да предвидат законски начин на вршење на туристичката дејност, сепак при досегашната имплементација на законот се јавува потреба од дорегулација на одредени членови кои се искористуваат или злоупотребуваат од страна на чинителите кои се одговорни за примена на законот. Од овие причини го поднесуваме овој предлог закон со оглед на тоа што не станува збор за сложен и обемен закон и со оглед на тоа што станува збор за измена на само 6 члена, предложивме исто така и не повлекува финансиски импликации, предложивме законот да се донесе во скратена постапка. Она што можам да го кажам за крај е што чувствувам потреба дека треба да го образложам зошто реков штуро и нецелосно мислење, затоа што со мислењето од влада сме информирани дека се во тек подготовки за регулирање на статусот на туристичките водичи и туристичките придружници, но не и регулирање на законската материја, на целокупната законска материја, која се однесува на инспекторите, заради што не може да се постигне основната цел заради која е донесен законот, а тоа е уредување на условите и начинот за вршење на туристичката дејност. Од овие причини јас апелирам до колегите од мнозинството, за кои сакам да верувам дека станале свесни колку ни е важно конечно да почнеме од негде да ја уредуваме законската материја, бидејќи еве сите сме сведоци дека цели 9 месеци чекаме владата да ги заврши подготовките кои се во тек, како за законот за туристичка дејност, исто така и за законот за угостителска дејност. Ви благодарам.